Благодарам, председателке. Почитувани колеги, почитувана председателке, се јавив за процедурално да замолам и да оставам на вас да одлучите доколку е можно од технички и деловнички причини. Овој говор на колешката и пратеничка и експерт по уставно право професор доктор Гордана Силјановска-Давкова да го добиеме доколку е можно во печатена форма, ние пратениците од сите политички партии, од причини што сметам дека треба да ни биде еден водич, кратко упатство за начин и на одлучување, но и на дискусија по однос на сите кандидати и претходни, но и следни кои што идат. Но имам и уште еден предлог, овој говор да се даде исто така и на кандидатите, кои што се кандидати за уставни судии. Зошто го говорам ова? Бидејќи знаете, многу е тешко после говор на меѓународно признат експерт по уставно право, а имаме среќа што е тука меѓу нас и ние колешка во моментот, професор доктор Гордана Силјановска-Давкова, да говорите и да барате нешто, но сметам дека на сите нас ова ќе ни биде од полза. Доколку имаме стенограм од незините, од ова незино обраќање, претпоставувам дека имало и претходно незино обраќање, зошто го издвојувам незиното обраќање и зошто го издвојувам сега во овој момент, затоа што бираме уставни судии. Знаете, во државата, во Република Македонија се ретки уставните експерти, а уште поретки се меѓународно признати уставни експерти. Јас нема да говорам за нејзиното CV, но нејзините предавања, нејзините толкувања би требало да ги знаат кандидатите, така наречени истакнати правници, а кога ќе го погледнете CV-то, ќе видите дека се анонимус аматери правници. За таквите личности кои што се нафатиле да бидат уставни судии, прво да видат што е надлежност, не само во уставот, па да видат со што ќе се соочат и со што би требало да се соочат. Една, за жал, тие пред еден ден ја изгласавте, тотален анонимус, не анонимус во политиката, во делот на лукративните цели на претходните влади, било која, што ќе каже дека можеби некогаш би била и предмет на истрага, предмет на постапка, па замислете каква дамка тоа ќе остави врз целата институција Уставен суд. Имаше такви наводи за претходно изгласаната Татјана Бозаџиева, дека, бога ми, и те како се врзува за криминогени дејанија во Министерството за здравство, имено таа учествувала во тендерите, во пречекувањето на вакцините, за кои што знаеме дека беа дел од истрагите. И се замислете, вие гласавте за една таква личност, која што е анонимус, и сега ви се јавува, мене лично, сега ова говорам лично, ми е жал што професорката Гордана Силјановска-Давкова не е таму каде што она кацарска иако ние како опозиција да бидеме доследни, не спориме квалификации, значи таа ги има, туку спориме вредности и докажувања кон актуелната власт, а бога ми спориме и нејзини пресуди, кои што пак ќе ги докажат пресудите од Страсбур и
на кој што како држава ќе ни се удрат од глава. Значи, ваквите мислења, ваквите експертизи кратки, долги, научни, имаме чест да ги слушаме од прва рака. Сега, се сеќавате на предлогот на колегата Антонио Милошевски, кој каже: сите тие што поднеле кандидатури да дојдат тука да ги сослушаме. Hearing, нели, го има и во Америка, ако не се лажам, го има во западните држави. Нас како пратеници кои што не сме правници, ќе ни помогнат колеги правници, но добро ќе беше, како што каже и професорката, да ја повикаме фелата, кој што ќе поставува прашања на кандидатите за уставни судии. И врз основа на добиените одговори да креневте рака, почитувани мои колеги, а не вчера со 7 гласа за, без ниту една, замислете, гласавте за особа која што има 0 одлуки судски напишано. 0. Гласавте за личност која чиј што ментор е била професорката Родна Живковска и сега Родна не чини, професор експерт по право, со над 36 книги, публикации и така натаму, менторка и била на дотичната која што ја гласавте, дотичната да е уште пострашно, мастер студиите не успеала да ги заврши за 8 години, одбрала тема нешто со медицинското право, мислам дека беше пресадување на органи, не знам, коригирајте ме ако нешто сум погрешила, и видете ја нејзината личност. Сите ние, дел од нас се доктори на науки, магистри, и сме имале соработка со нашите ментори, така? И се појавувате во дадена ситуација во животот, вие и вашиот ментор на надпревар. А менторот ве водел година, 2, 3 или 8, ве градел како личност во науката, ви давал насоки каде, како и што, и се појавувате на надпревар со вашиот ментор и вие не се повлекувате. Што за вас тоа говори? Односно, што говори за личноста која што не се повлекува пред менторот? Народот тоа, почитувани мои колеги и граѓани, го вели образ ѓон. Се замислете тој образ ѓон која ќе седне во столчето на уставен судија и кога ќе се јави менторот нејзин политички, не зборувам научен, како што е професорката Родна Живковска. Што мислите како ќе одлучи? Секако дека ќе одлучи така како што ќе каже оно од Муртино или некој со кој што таа е во блиски релации, но за мене лично е поразително тоа дека кога ќе ви се јави менторот во надпревар, ви од почит, од непријатно чувство, знаете, никогаш не можете да го совладате, или дај Боже да можете, но треба време да го совладате вашиот ментор, вашиот учител, да се откажете од трката во која што тука не ви е местото. Дали тоа не покажува уште едно
една невредносна особата која што вчера, за жал, ја изгласавте. Но може би има и ретерирање. Па ќе одиме на пленарна седница, па таму да ве предомислиме, почитувани колеги. Тања Васич Бозаджиева е тотално правничко промашување и дебакл, јас ќе кажам и на нас како собрание, односно на вас како владеачко мнозинство. А тотален анонимус. И тоа го слушате од експерт уставен. Професорката Гордана Силјановска-Давкова е најдобриот познавач на уставното право и секогаш од неј слушаме компарација помеѓу уставните права во Европа и така натаму. И доколку ова не го сватите сериозно, да направиме една, јас би рекла водич на кандидативе. А особено лекција на Тања Васич Бозаджиева, ако се уште стоите зад нејзината кандидатура и ако на пленарна сала пак ја гласат. Тогаш нешто не е во ред со вашите одлуки, со вашиот интегритет, со вашата личност. Тања Васич Бозаджиева не смее да биде уставен судија. Не, зошто не смее? Нема знаење. Нема знаење, одлука, судска одлука нула. Еве CV-то нејзино, прочитајте го. Има едно, велат во академските кругови, велат непишано правило. Не мора па се да е пишано. Има непишани правила кои што ги почитуваат. Непишано правило дека кандидатот се повлекува пред менторот доколку се во иста конкуренција како што е во случајот. Кога видела Тања Васич дека нејзината менторка Родна Живковска е во овој надпревар, требало сама да се повлече, да рече: и ова 8 години, мојата професорка 8 години ме водеше, едва успеав да специализирам. И тоа е специализација мастер, значи нема докторат. Судски одлуки нула, никогаш во судството не било. Во обвинителство и не ништо. И како таа сега ќе оди и ќе толкува, замислете, она треба да толкува, како што кажа професорката, Уставниот суд не е вечерна школа. Знаете, ние сите тука сме виновни. Истакнат правник, формулација истакнат правник. И па ајде сега вака. Родна Живковска, професор на правен факултет на 30 години, 40, колку е, со не знам, публикации 40, колегава нејзин од овај обвинителство 30 трудови, со Греко работел и со ОПСИ, Тања Васич Бозаджиева, државен сега, да, во рете да работи во администрација, сите се сложивме дека може би е добра за администрација и така натаму, но уставен судија. Сега имавме комисија за европски прашања, наредени беа тука ГИР, сите амбасадори, и тука сите вие зборевте владење на право, па полни ви беа устите дека еве ние сме спремни за во Европа, ја затварате вратата, си одат амбасадориве, вие гласате човек кој што појма нема од право. Уставен судија го прави, уставен судија. Не може тоа така. И мислите, они тоа не го гледаат, си викаат, далеко е сунце. Далеко е сунце. Затоа, почитувана моја колешке и председателке, навистина мене, секогаш ми е тешко да зборувам после професорката Гордана Силјановска-Давкова, и на многу од вас би требало да ви биде, од аспект на стручност и компетентност и мерит систем. Сметам дека нејзините научни познавања во однос на уставното право треба да бидат водилка, да им ги напишеме ако треба, ако немате деловничка можност, дајте ни ги, ние ќе ги скуцаме и ќе ги дадеме на Тања Васич.
ако може некако да се спреми, ако не ве разубедиме да не ја гласате на пленарна сала пак, неизе, едно мини вечерно школо да ја направиме, зашто ја пуштате таму, ја фрлате кај Кацарска и компанија и овој Јовевски кој што е во криминал заглавен до гуша и сега некако да го правиме Уставниот суд, а со тоа процентот 8 рапидно ќе се спушти, може би и на 0. Доверба во судството. Сега ние тука, како пратеници, не може веќе да се амнестираме, затоа што директно учествуваме во изборот на аматери, клиентелисти. Па дури ќе кажам и луѓе кои што се на работ на законот. Не знаеме, слушаме, има истражител, има истражни органи, ама знаете што, како Љубомир Јовевски ќе истражува Тања Васич Бозаџиева кога чекаат да бидат колеги и да седнат во Уставен суд. Македонска пародија. За жал. Љубомир Јовевски не би можел да покрене било каква истрага против Тања Васич Бозаџиева, дали е вистина за вакцините, дали е вистина за Хонг-Конг, дали е вистина дека и таа имала некаква врска со оние драги зекири, со овие, кажете ги, со Никоп, со тестовите, еден град што ни почина, луѓе ни почина еден град во Република Македонија, а ние ги теравме, односно они ги тераат да идат да се тестираат на приватно по 3.000, по 4.000. Велат дека она била таму задолжена да куферчето со пари, она да го ја не знам. Така велат. Кој треба да знае и да го истражи? Љубомир Јовевски. Ама он чека кутриот тука, еве седи цело време, седеше за извештат, ништо не кажа, седи и чека да го изберат за уставен судија. До 80 години да работи. Да го наградат за послушност. Еве и Вилма ја тргна. Почна да ги чепка и Вилма ја тргна. Размислете што гласавте. Сите вие тука од оваа страна да размислите кого гласавте. Подраспрашајте се малку да видите кого гласавте. Не чинала, не знам, опозицијата правела обструкции за академијата, за јавни суди, за суди, знаете ли кои се предавачи? Овие што ги одбивте. Родна Живковска, мислам дека и се уште, не сум сигурна, предавала на академијата. Предавала на академијата. Оваа не ни слушала Тања Васич. Ништо. Овој кандидатов сега Витларов е исто предавач на академијата. Нема, па не, јас сум сигурна дека не зна. Дури и овој Рашковски да и ги дал, така праеле. Рашковски им ги давал на оние кандидативе нивни тестовиве за решени, за гениалциве од власта кои што треба да право раздаваат сега наредна тура. Рашковски таков систем правел. Да. И сега ние овака ќе толкуваме или треба некој да го истражува тоа? Кој треба тоа да го истражува? Јовевски. Ама Јовевски чека уставен судија да го изберат. И сега како Јовевски за Тања Васич Бозаџиева ќе потрегне истрага, како? Или против ова што е во академијава. Бе, не може да се договарат кој такво председателка ќе им биде таму, директорка. Исто така, да, не може да се договорат кој ќе го наследи Јовевски. Значи, кој е вредноста која е, кои ви се критериуми? Што помалку знае, тоа е подобар. Што помалку, ако ич не знае, најдобар е. Тања Васич ништо не знае, најдобра е за уставен суд.
Ова е таман, еве ја гласавме со 7 гласа, ја изгласавме, Тања ќе иде уставен. Не знае, не знае, ќе научи, сега ќе ја гледа Кацарска таму, ќе дигне рака како вие што дигате тука рака. Еве, Кацарска ќе ја каже. Кацарска, она многу знае. Еве, Кацарска ќе си ја слуша. Шо ќе неизине, сега она да знае у кој член што изгласале пратенициве, тука дали е уставно францускиот предлог. Ај какви сега францускиот предлог ги тангирало македонците. Добро сега. Така. Преспа ја чека Кацарска. Знаете тоа дека Преспа ја чека договорот од Преспа и Тања ќе помогне. Тања Васич ќе помогне да го толкува договорот од Преспа. Тања. И Љубомир Јовевски, кој што многу добро знаеме ние како претходно работеше со ЈОСО Катица Јанева за претходниот состав на пратеници, како ги повикуваа и им се закануваа дали да гласаат или не. И така ќе ја тераме? Не. Така ќе си ја терате, можеби, ќе си имате мнозинство, ама устите полни со Европа, само тоа ќе ви остане. Европа и толку. Еве, не знам дали слушнате дека во приоритетите на Европа сме некаде 10-то место. И нема. А што мислите, зошто? Една од причините ова овде што се случува. Добро, видете, за Уставен суд 9 години, ајде таму изберете овие. Трчкаше женава, бе? Трчкаше женава со вакцини, ни направи услуга со Хонг Конг таму, знаете, там за малку венко ќе го фатеа, ни направи тендерчиња. Ајде, нека оди Уставен судија 9 години, сега зошто, шо ви смета? Ајде, опозицијата, оставете се, они ќе зборуваат и толку ќе си ја изгласаме, па 9 години, па она, па на нас ќе ни возврати. Ако рече опозицијава, овој дел тука е неуставен во некој дел од законите кои што ги гласате, во нредниве состојби, на пример, не се чепнати Уставен суд од многу, нели, стручњак од Кацарска, не се поминати ни тука, а само да ве подсетам дека за ковид кризата таот имаме вонредни состојби, ние сме колекционери на вонредни состојби и имаме вонредна здравствена состојба во која што нели заради ковид кризата се дадоа пари на располагање на клептоманиве у владава, они луксузни автомобили наместо маски, маските ги наплаќале не знам колку поскапо и така раководеле со париве, ама тоа ниту се гледа тука, ниту пак, Боже пази, Уставен суд на собствена иницијатива, Кацарска, која што нели исто како Вилма ќе ја гледате многу во вака по медиуми, славна е, и бара уставен закон да донесеме, па што не го донесе, нека го ни го прати. Еве имаме експерт. Тука ни е експертот, ќе повикаме уште неколку, нека дојде и она, па со експертов ќе дебатираат, па да видиме каков закон она ќе изнедри. Ама нема такво нешто, не. На дебати, на емисии ќе ја чуете, а иначе нема да ја чуете. Така да, почитувани колеги и колешки, многу е сериозна работава. Ова со уставниве судии само ја покажува канцерогеноста и метастазираноста на целото општество. Тука нема да го иземам парламентот. Не можам да го иземам парламентот, затоа што, за жал, и нема интерес од страна на власта, а и кога има, е само да кажат, не знам, некакви си невистини, полувистини или така натаму, и да гласат, и толку. Уставни суди кои што ќе бидат 9 години. Од тие причини сега, почитувана председателка, тука ќе завршам, ако може, ако имаме можност, нели, деловничка и вие, да говорот на
професорката Гордана Силјановска-Давкова, некако да го испечатиме и да помогнеме на кандидатите за уставни судии, особено на оние што помина, ова да го имаат во предвид и да си го читаат. Ке им поклониме и устав, ке им поклониме оние договорите и говорите од професорката како експерт уставен, меѓународно признат, член на Венецијанска комисија, сигурно верувам дека нема поимаш оваа што изгласавте. Што треба да бидеш за да бидеш член на Венецијанска комисија? И од тие причини се јавев процедурално да ги побарам овие нешта.